тоа можно и можно ли? Имавме и пред некое време, пред неколку месеци, бројката ја памтам 35 случаи на реинфекции и сега повторно 115 случаи на реинфекции. Во исто време, кога во светот имаме документирани 10-15 случаи на реинфекции. Значи, теоретски реинфекцијата е можна, не е исклучена. Но тоа е толку редок настан, што нема шанси во Македонија да имаме 115 случаи со реинфекција. Ако тоа беше навистина така, на колку на 115.000, 115, значи 10% реинфекции потврдени, тоа значи дека никогаш нема да излеземе од кругот на пандемијава. А тоа не е случај. Тогаш зашо станува збор? Веројатно станува збор за некаква поинакло недоследност толкување на тие позитивни PCR тестови, предпоставувам, но во тие изброени не се исклучува можноста дека првиот тест не бил веродостоен. За тие 3-4 месеци кои поминале меѓу двата теста, човекот никогаш не се негативизирал. И тоа е можно. За ние да потврдиме дека еден случај, еден човек конкретно има реинфекција, мора да имаме податоци за варијантата на вирусот првиот пат која го инфицирала, да имаме податоци јасни дека во меѓувреме тој е излечен, и со новата варијанта да имаме податоци за секвенца, да зборувам, на вирусот, кои што се многу изискателни студии, многу тешки студии, и нити сме спремни да ги направиме, нити мислам има потреба да влегуваме во таа наука. Вие не сакате да бидете дециден, но еве заради публиката, веројатно реинфекција е тешко можна. Многу така? Тешко можна. Да, дециден сум, реинфекција е многу тешко можна врз основа на сознанијата за функционирањето на вирусот. Така што отворено да кажеме, податоците кои што беа соопштени треба да се земат со голема резерва. Па претпоставувам номенклатурата е несреќно избрана, тоа реинфекции не се вистински потврдени реинфекции. Може позитивни, негативизирани пациенти позитивни би ги опфатило, тоа што реално се, но реинфекции не. Вие, докторке, сте се